Денес православната црква ги празнува светиот свештеномаченик Јануари и другите со него, и светиот маченик Теодор и другите со него. Светиот свештеномаченик Јануари. Овој светител бил епископ во Кампанија Италијанска. Во времето на гонењето од страна на Максимијан бил изведен пред суд и тормозен со разни маки, кои тој незлобливо и трпеливо ги поднесувал. Кога го фрлиле во оган, огнот се намалил со невидлива роса и маченикот неповреден стоел во средината на огнот и му пеел на Бога пофалба. Тогаш му го стружеле телото со железни четки, додека коските не се забелеале, но маченикот незлобливо и со смирение трпел. Неговите маки ги гледале неговиот дјакон Фауст и чтецот Дисидери и плачеле по својот духовен отец. Тогаш и нив ги врзале, па заедно со епископот ги довеле во градот Путеол и ги фрлиле во самица. Во истата самица, заради Христа биле и путеолските дјакони Прокул и Соси и двајца прости луѓе христијани, Евтихи и Јакутион. Утредента сите се думмина ги фрлиле пред зверови, но зверовите не се ни допреле до нив. Тогаш сите со меч ги исекле, а христијаните на градот Неапол тајно го пренеле телото на свети Јануари во својот град и честно го положиле во црквата. До ден денешен, безбројни чуда се пројавиле на гробот на овој светител. Меѓу многуте чуда запамтено и тоа дека една бедна вдовица, на која и умрел синот единец, ја зела од црквата иконата на свети Јануари и ја положила на своето мртво чедо, плачејки и молејки му се на светителот и нејзиниот син оживеал. Свети Јануари чесно пострадал во 305 година. Светиот маченик Теодор и други со него. Пострадал за верата Христова во Перга Памфилиска во времето на царот Антонин. Свети Теодор бил млад и убав во лицето. Кога намесникот на таа област го избрал заедно со други момчиња, кои требало да се испратат на служба во царскиот двор, Теодор се спротивставил и изјавил дека тој е христијанин. Поради тоа бил мачен со разни маки, па фрлен на оган. Но од земјата избила вода и го изгаснала огнот. Намесникот тоа го препишувал на некакви магии на Теодор, а маченикот му рекол: "Ова не е дело на мојата сила, ами на Христа мојот Бог. А ако сакаш да ја познаеш силата на твоите богови, наложи друг оган и фрли еден од твоите војници, па се надевам дека ќе ја познаеш нивната сила и семоќта на мојот Бог." Намесникот сакал навистина да фрли еден од војниците, но тие во стравот го молеле да го фрли вражачот Диоскор наместо нив. Вражачот пак молел да го фрли самиот идол Зевс и останатите идоли, па ако се богови, тие лесно ќе се спасат. А тоа Диоскор го рекол затоа што веќе бил во срцето обратен при Христа, откако го видел чудото со свети Теодор. Дознавајки за ова, намесникот го осудил Диоскора на смрт и го запалил. Исто така ги предал на смрт и Теодора и двајцата војници Сократ и Дионисий и уште Филипа, мајката Теодорова. Свети Теодор го распнале на крст, на кој дури третиот ден издивнал. Сократ и Дионисий биле со копје прободени, а Филипа со меч исечена. Сите биле овенчани со венци на славата во Царството Христово.